Образованието е најмокно оружје со кое може да го промените светот, рекол Нелсон Мандела, а ние ќе го искористиме за да ви ја најавиме темата која што ви ја носиме во оваа приказна. Добре дојдовте во неа. Знаењето ќе ви даде можност да направите промена, рекол Клере Фаги. Ова ќе го искористиме за да погледнеме како некои промени овозможиле подобри образовни системи во одредени земји. Клучниот фактор за одржлив економски раст и развој и намалување на стапката на сиромаштија во земјите е квалитетен образовен и здравствен систем. Тоа значи континуирано вложување во човечкиот капитал, во неговото знаење и вештини, како и одржување на неговото здравје. Образованието е процес на организирано делување при пренесувањето и усвојувањето на знаењето, развивање на способности и вештини, формирање ставови и градење вредности. Не можеме да пренесеме некоја вештина или знаење ако ние не го имаме. Првично треба ние да го поседуваме тоа знаење и таа вештина и да најдеме начин како најдобро да го пренесеме тоа наше знаење и таа вештина на детето. Затоа што не секое дете е исто едно со друго. Сите сме различни. Треба да најдеме модул, начин како кај секој да разбудиме интерес, да го поттикнеме, да го инспирираме, но воедно и да го мотивираме да истражува. Оваа дејност е стара колку и човештвото и низ времето прераснала во особено значајна за секоја општествена заедница. Јужна Кореја, Сингапур, Јапонија и Финска се сметаат за најмокни држави во поглед на образованието. Мали држави, како што се не знам, Холандија, Словенија, при она популарна Финска, овие мали држави, менаџерите политички на овие мали држави знаат дека секој човек е важен. Ние не можеме како држава си дозволиме да не ги образуваме или обучиме нашите луѓе, затоа што они се општеството, они работат во институциите, во структурите, во приватниот сектор, они гласаат, они одбираат која политичка опција ќе оди натаму, нанапред. Значи, таа поларизација ќе се отсликува на подолг рок, бидејќи образовните ефекти се гледаат над 10 години. Што ние сме сега сведоци на лоши образовни резултати, затоа што 10 до 15 години наназад не се работело како што треба. Естонија се смета за лидер. Дури и финците учат од естонците како се работи во образованието. Естонија е одличен пример и посебно одличен пример за нас, бидејќи сличен развоен пат. Уствари, слично сме започнале, меѓутоа Естонија отишла многу понапред. Тие своето образование го реформирале налик на финското, меѓутоа сега веќе се подобри од финците. И основата е во нивното лично залагање. Значи нема некоја посебна филозофија, туку во желбата да се реформираат и да бидат добри, бидејќи за да имаме добра држава мора да имаме прво добро образование и естонците тоа го покажале и на дело. Меѓутоа свесноста најпрво почнала и се јавила внатре во образовните јавни установи. Со промовирањето еднаквост на сите нивоа, Естонија успеала да ги подобри резултатите на тестовите и да создадат образовен систем основан на еднаквост. Кај нив пристапот е конкуренција преку квалитет. Квалитетот за нив е најважен. Евалуацијата која што се одвива континуирано, меѓутоа континуирано не само на учениците, туку и на кадарот, учителите, наставниците, па и професорите. И секако и на менаџерските тимови, резултатите кои што ги даваат со својата работа. И ево, денес тие се пример за навистина добра држава, бидејќи успеале да има добро образование кое произведува вредност, она што нас ни недостига. Има и други фактори кои придонесуваат за успехот на Естонија. Автономијата на наставникот е релативно висока, а наставниците остануваат со истите ученици повеќе години, дозволувајќи да се развие длабока врска. Образованието за малите деца е бесплатно и започнува на 18 месеци. Секој добива бесплатен ручек. Факултетот е бесплатен. Приватните училишта и факултетите се мал дел од образовниот систем.
Естонските училишта се економски интегрирани, па сиромашните и богатите ученици се во исти училници. Основното училиште трае 9 години, а потоа учениците одбираат дали ќе одат во стручно училиште кое трае 3 години или во училиште за да продолжат со образованието. Иако имаат најдобар образовен систем, нивните резултати во секој сегмент на образование се одлични, веќе се на топ листите. Меѓутоа, кога станува збор за инвестирање во образованието од страна на државата, тие се дури под европскиот просек. Значи, не е толку фактор само државата и она што го прави владата. Денеска во свет, во 21 век, во свет на четврта индустријска револуција, можностите се огромни. Така да веќе немаме оправдување да виновникот секогаш да го бараме негде надвор. Веќе е време да се приспитаме самите, односно внатре, бидејќи можностите за проекти, соработка со европски институции, со бизнис секторот, тоа мора да се искористи, а кај нас мислам дека тоа недостасува. Промените во образованието треба да бидат извор на нов квалитет за осовременување на образовниот процес и треба да се развиваат паралелно со барањата и потребите на современото општество и времето во кое живееме. При барањата за образовни промени не треба да се занемари фактот дека знаењето е исклучително важен ресурс на една земја. Образованието треба да биде државна работа. Треба да имаме консензус, треба да знаеме која влада и да дојде, дека треба да го спроведува тоа и тоа. Верувам дека во 2 образовни циклуси може да се направат промени, но не со партиски директиви. Значи, ниту една партија, ниту една влада не може сама да ги спроведе промените, туку секогаш некоја нова политичка влада ќе треба да ги продолжи. Кај нас не се продолжуваат, туку се почнува од ново. Мислам дека конечно треба да се направи еден договор во областите како што се здравството, образованието, судството, дека треба да има надпартиска политика, дека тоа е државна работа и дека треба така да се спроведува. Секој од нас мора да е свесен дека иднината на општеството зависи од квалитетот на образованието на нашите деца. Па затоа одговорноста за квалитетно образование е на секој од нас. Зошто ни требаат промени во образованието денес? Образованието денес во 21 век невозможно е да го објаснуваме, да зборуваме за него, да го менуваме, да го реформираме изолирано тоа на што се случува во општеството и во глобалниот свет. Изолирано тоа на што се случува во економијата, во политиката, во културата, во системот на вредности, во нашата традиција. Ние дефинитивно имаме толку предизвици пред нас, пред кои што единствено образованието и науката можат да дадат придонес во вистинските промени и реформи кои што сакаме да ни се случат во општеството. Затоа можеби најголемиот и најважниот проект на нашата држава всушност треба да биде зајакнување на тој триаголник: знаење, образование, истражување, иновации, со цел да можеме да стигнеме до поквалитетен живот. Зошто толку тоа конкретно ни е важно нам, особено сега во овој век во кој што живееме како генерации, е заради тоа што тоа е патот на создавање поинаков творечки потенцијал. Тоа е патот на создавање поинаков квалитет на човечки ресурси. Тоа е патот на создавање на поинаков квалитет на живот во секој сегмент, но тоа е и патот на менување на системот на мерење на квалитет, за кој што дефинитивно имаме систем за кој што не сакаме да зборуваме толку јавно и отворено. И веројатно клучниот момент на компетенциите за кои што ние треба да разговараме се колку ние сме спремни и подготвени за промени, бидејќи она за кое што се зборува, она кое што го најавува иднината дека треба да влегува преку образованието е дека 4 клучни компетенции на овие генерации ќе им бидат најважни, а тоа е како комуницираме, какви релации создаваме едни со други и колку тоа знаеме да го правиме добро денес во 21 век и како тоа се одразува на се понатаму во животот, креативноста,
но креативноста не само како нешто кое што се случува во феноменот на уметноста, туку креативноста во физика, креативноста во хемија, во математика, во јазик, во литература, во спорт, нешто кое што е клучно за подигање на нивото и квалитетот на што е предприемнички дух, иновација, нова вредност. Кои ресурси ќе ни бидат неопходни? Дали сме подготвени? Дали располагаме со тие ресурси? Видете, за ресурсите многу се зборува во образовниот систем, не само во нашиот. Значи, образовните системи изискуваат постојано нови ресурси. Значи, тука станува збор за еден, особено денес, со не знам која генерација на револуција, на информатичка технологија, нешто кое што толку брзо се случува и менува. Целото тоа влијае на животот на поединецот и на секој вработен во образовниот систем. Вие гледајте колку се инвестира во образование, во градби, во инфраструктура, во вработување на луѓе, во информатичка технологија, во професионален развој, гледате колку е динамичен тој систем, во мај излегува една генерација на ученици и студенти, влегува друга генерација во септември и октомври. Целото тоа бара една таква динамика на комуникација, на таква динамика на организација, на човечки ресурси, се со цел дека образованието има смисла. Зошто? Заради тоа што единствено нешто што знаеме е дека децата се иднината кои што треба да го пренесат и да создадат некакво поинакво ниво од она кое што сега ние како генерации треба да се потрудиме да го оставиме за нив. Затоа тука се разговара многу што се тоа домашни ресурси, што се тоа ресурси на училиштето, што се тоа ресурси на државата, на општеството. И тука оваа година имаше едно многу интересно истражување кое што е направено во Македонија и кое што се однесува на тоа какви се нашите ресурси. Значи тука има многу можности за дебата и анализа на тоа истражување кое што е правено по званични индикатори на Европска унија. Да речеме, земји кои што се во Европска унија имат послаби резултати од некои други земји кои што имат послаби ресурси, да речеме, во математика и природни науки. Какви се нашите резултати? Да речеме, ние имаме истражувањето покажува дека одредени домашни ресурси во нашата држава се подобри од некои ресурси на ученици во Албанија и Турција, но имаме послаби резултати во математика и природни науки. Таму дури истражувањето оди со тоа колку едно семејство на учениците во второ и трето оделение имаат книги во својот дом. И таму има неверојатни показатели кои што можат да бидат добар репер за тоа колку ние се посветуваме на образованието, на знаењето, дали тоа го сметаме за најважниот ресурс. И клучната работа се всушност човечкиот потенцијал. Бидејќи тоа е моментот, особено наставникот, професорот кој што е репрезент на културата и најголем мотиватор и човек кој што ученикот се идентификува со него. Значи, клучниот ресурс, според мене, и веројатно на сите успешни системи кои што сакаат да направат некаков квалитетен исчекор е подршка и инвестирање во човечкиот потенцијал. Би сакала да се надоврзам ново. Зошто ни се подценети педагозите? Зошто имам впечаток дека луѓето кои што ја сакаат својата професија се откажуваат од таа професија, сметајќи дека не можат да се справат со она што е дел од реалноста? Тоа е едно комплексно прашање. Јас лично сметам дека педагогијата е една толку благородна професија, една толку благородна научна дисциплина во која што луѓето кои што се занимаваат со таа професија се луѓе кои што имаат малку и поинаков карактер. Се луѓе кои што не се агресивни, луѓе кои што не се наметливи, луѓе кои што не се толерантни, кои што бараат некако разбирање од сето она и од луѓето кои што ги креират образовните политики. Педагогијата предолго е запоставена во нашето општество. Тука само декларативно се зборува дека учењето е важно, дека образованието е важно, но ако направите една анализа ќе видите дека всушност стигнувањето на ова ниво на кое што сме сега, еве оваа година беа протестите. Имам чувство дека политиката зборува за образование само кога има штрајк. И затоа таа предолг временски период е оставена да ги трпи последиците на сето ова што се случува во општеството. И ние како наставници
понекогаш не обвинуваат за дисциплината, за креативноста, занемарувајќи дека после 90-тите години настана еден целосен распад на еден систем на вредности, распад на еден патриархален вредносен систем кој што функционираше долги години. Голем дел од проблемите не се кажуваа јавно, беа ставени под тепих и сега на некој начин во овие 20-ти години се излегува на површина. А системот е премногу бавен затоа што во него нема инвестиции, нема поддршка, бавно се менува на оваа динамика која што се случува во глобализацијата и во светот. Ке се навратам на моментот со ресурсите, би сакала да споделам еден интересен пример. Например, во Дубај на 6-годишни дечиња им даваат можност дигитално да решаваат проблеми со цел да ја поттикнат таа иновативност, аналитичност и критичност, односно на некој начин да им дадат слобода за да видат докаде можат да се снајдат во поглед на некакви реални ситуации. Зошто кај нас тој момент недостасува? Зашто еве на пример наставниците не се обидат на тој начин да ја разбудат креативноста и да ја поттикнат таа иновативност кај децата? Не дека недостасува кај нас, туку премалку е застапен тој концепт на работа. Добрата педагогија, дали некој може ке нарече современа педагогија или некаков постар метод, нов метод, јас верувам дека добра педагогија е таа педагогија која што дава резултат. Она кое што светот го прави во последните 30 години со педагогијата и со работата со децата, со учениците, е во тоа што таа силно верува дека без поврзување на содржините, на она што се учи, со реалноста, децата не ја гледат релевантноста и корисноста од она што го учат и тогаш учењето го доживуваат како товар, како некаква наметнатост. И ние тогаш си го поставуваме прашањето зошто го учам ова што го учам, кога ќе ми треба и дали ќе ми треба. И ние тоа прашање како генерации сме си го поставувале на назад 30 на 40 на години. Секоја генерација го поставува. Суштината на целата мудра педагогија, на образовните политики е како ќе создадете наставни предмети, курикулуми, наставни програми, како ќе најдете луѓе кои што ќе умеат она што се случува во тие 4-5 часа во текот на денот, да ја најдете мотивацијата зошто некој ќе чувствува дека денес јас тоа го чувствувам како свој личен развој, а не да го чувствувам како некаков товар, како нешто што не ми е интересно, во нешто во кое што не ја наоѓам функционалноста кога ќе излезам од училиште. И целата мудрост е всушност сега тука, бидејќи дефинитивно е потврдено дека вие од секој ученик можете да излечете и да направите нешто. Суштината е како ние тоа го правиме. Значи, ние тука имаме огромен предизвик пред нас како образовни институции, како ќе создаваме наставници кои што ќе имат таква слобода во која што ќе ги постигнуваат и ќе ги излекуваат потенцијалите од секој ученик. Агресивни и нетолерантни, асоцијални, без почит. Ова се карактеристики кои се почесто се забележуваат кај децата. Се чини дека се силни сигнали кои укажуваат на недостиг од воспитување. Па децата не умеат да го прават она што не умеат да го прават возрастните. Мислам дека наједноставно кажано можеме да почнеме од начинот на кој ние зборуваме, на кој слушаме, гледаме и како се однесуваме во склоп на сето тоа. За да се изградат и негуваат вредности кај децата, тие треба да се негуваат кај нивните родители. Почнувајќи уште од раното детство, од раните искуства во едно стабилно, безбедно, во една убава семејна средина. Потоа атачментот, разговорот кој е всушност храна за детскиот мозок. Па потоа начинот на кој се учи, се учествува, се споделува, она споделено тандемско учење. Како се учи, што се учи, содржините, каде се учи, сето тоа е многу важно. Ама да не го заборавиме повторно моделот, тоа сме ние возрастните, затоа што децата не го прават тоа што ние го постакуваме и тоа што ние го бараме, го кажуваме, туку најчесто она што го покажуваме. Па затоа да внимаваме што покажуваме и да учиме, да се менуваме. И во сите релации, па и во оваа релација возрастен дете, промените ги прават секогаш оние кои се позрели, кои се помоќни, би рекла, а тоа сме ние возрастните. Значи, понекогаш повторуваме едни исти образци кои не ни носат постакувани цели и мислиме ќе го поправиме на тој начин детето, но всушност треба да се поправиме себе си.
Во процесот на образование, воспитувањето има многу важна улога. Во семејството почнува воспитувањето. И лошото и она кое е одлично, кое е добро. И токму затоа мора да размислуваме дека семејството е примарната институција која не прави луѓе. И всушност воспитувањето, значи не постои друг начин да станеш човек освен преку воспитување. А воспитувањето е важно за се она што ќе бидат овие денешни деца кои утре некако ќе воспитуваат. Или ако сакаме можеме да размислуваме и вака. Воспитувањето е најдобрата превентива, најдобрата превенција од се она што не сакаме да му се случи на нашето дете. Дури од се она што го посакуваме во општествената средина. Се почесто ги слушаме родителите како велат дека невоспитаните поточно подобро минуваат низ животот, оние со вештини за снаоѓање, тие повеќе имаат и така натаму. Мислам дека е тоа многу опасно размислување, затоа што доволно е само да помислиме со кого ќе бидат тие невоспитани. Тие ќе бидат магнет за други невоспитани, каков живот ќе имаат, какви пријатели, какви семејства ќе можат да создадат. И затоа мислам дека воспитувањето никогаш не излегува од мода и не смееме да ги пропуштиме оние важни години од раното детство, од периодот на одделенска настава, кога највеќе можеме да воспитуваме деца кои ќе станат луѓе, кои ќе бидат всушност, ќе се чувствуваат добро самите во себе си, кои ќе имаат искрени пријатели, ќе ги достигнат своите врвови, деца кои ќе бидат својата најдобра варијанта и ќе градат светови во кои ќе има место за исто такви, со такви слични вредности. Моделите на воспитување се примери кои се клучни за обликување на детската личност и градење на нивниот карактер. Многу можеме да зборуваме за тоа како ние зборуваме, не колку туку како. Многу е важна, например, позитивната конотација, она не која ги преплавува децата дома, во училниците, во учебниците. Мислам дека навистина се предозирани од него и некогаш е многу поедноставно, конкретно, кратко да им се каже што всушност треба да прават, а што се не треба да прават. Покрај позитивната конотација тука би ги спомнала дуплите пораки, например, она наше но, ама, кој ги збунува децата. Може да купиш сладолед, ама ќе те боли грлото, да купи или да не купи. Или браво, ама ако фалиме, да фалиме. Многу можеме навистина да зборуваме за тоа како зборуваме. Уште еден пример морам да кажам што секојдневно го слушаме скоро: ти си лош, ти си лоша. Милиарда пати мислам дека сме повториле дека не постојат лоши деца, постојат деца кои лошо се однесуваат во дадени моменти, затоа што всушност лошо се чувствуваат. Или ти ме правиш тажен, замислете кој товар на едно дете му го ставаме. Кога ја градиме детската личност, многу е важен процесот на слушање. Слушањето ќе го спомнам само активното слушање, кое е многу важно и кое всушност не води кон онаа постакувана асертивна комуникација, да слушаш со срцето, да влезеш во тугите чевли, нешто што ни недостасува и што е многу важно. Како гледаме? Нашата перцепција зависи пред се од детската возраст која треба да разбереме, развојните карактеристики и контекстот, контекстуалните фактори. И на крајот како се однесуваме. Еве тука ќе го спомнам само позитивното внимание како најубав подарок кој можете да му го дарите на едно дете. Емоционалниот развој на децата е клучен дел од процесот на образованието. Во новата концепција всушност има и цело поглавје кое се однесува личен раст и развој или личен раст и социализација, нешто така. Не е ни важно како се вика, важно е дека има многу убави, значи поврзано е со националните стандарди, со нешто што треба да се постигне на крајот од основното образование, но се почнува уште од прво оделение. Еве, например, емоциите. Имаме препознавање на сопствените и на тугите емоции, па потоа поделување, начин на реагирање.
дури и последици од нашето однесување при одредени ситуации, нашето емоционално однесување, да се согледаат последиците. Значи има многу работи кои се многу убаво напишани, но секако дека треба убаво да се реализираат од компетентни едуцирани учители. Исто така во врска со ова што го зборувате, јас мислам дека имаат сите родители на преубава задача постојано да го ушкаат од најраното детство, да ги полнат децата со позитивни емоции, со позитивни искуства, со позитивни примери, позитивни спомени, би рекла, кои ќе направат цело едно богатство и кои нема да се потроши кога ќе дојдат оние темни облаци. Образованието им треба на децата, но и на родителите. Со образование за возрастните, со родителски и учителски вештини, јас дури би ги споила, затоа што целите се всушност исти и начинот е многу сличен. Би ги споила кога би ги правила. Меѓутоа, мислам дека во такви обуки треба да се вклучат многу учители со искуства, кои имаат конкретни начини, кои веќе ги практикуваат во своите училници, например, затоа што нашите обуки понекогаш се предозирани од експерти кои никогаш не влегле во училница. Добрите родители и наставници градат добри деца. Добрите родители, добрите учители се навистина непроценливо богатство за децата, затоа што тие се најважните луѓе во животот на секој дете. Првиот ден во училиште е многу важен. Прво оделение, велат првото оделение е најважно, веројатно затоа што е прво. Семејствата, кога имаат прваче, особено кога е тоа првиот ученик во семејството, растат. Дури и во оние фази од семејниот развиток, постои фаза која се вика во развојот семејство со дете на училишна возраст. Значи, тоа е една транзиција. Учителите, оние кои имаат првачиња, најчесто од пето доаѓаат во прво и повторно треба да растат со секој нов ден. Затоа јас би им посакала среќен почеток на сите ученици, родители и учители првачиња. Погрешно образувано дете е изгубено дете, рекол Кенеди. Дали децата кои што се образуваат на погрешен начин се изгубени генерации? Истражуваме во ова издание на Приказна. Околу 42.000 ученици во прво и во четврто одделение во оваа учебна година почнуваат да учат по новата концепција за основното образование. Реформа која предизвика лавина реакции во јавноста. Според мое лично мислење, тие се недоволни и нецелосни. Всушност, ова што го гледаме, ако вие го нарековте промени, секогаш има промени, апсолутно не гледам дека некоја голема работа се менува. Новиот проект за подобрување на основното образование има временска рамка 2021-2026 година. Голем дел од јавноста смета дека брзаме со реформите, без да се направи вистинска евалуација на она што се реализирало претходно. Ние во основа низ годините имаме реформи, проекти, концепции кои што се засновани на добрите европски образовни системи. Меѓутоа, кај нас како да не даваат и не даваат добри резултати. Еден од факторите, токму ова што спомнавте, отсуство на евалуација, за точно да се знае до каде сме, што сме направиле, дали дава резултати и кои се тие тесни грла кои што треба да се коригира, за да може тој пат да се изоди кон стандард плюс постигнување. И секако во однос, меѓутоа, евалуација, повторно би сакала да потенцирам, не само на спроведување на самата реформа, туку и на резултатите на кадарот во образованието. И воспитувачите, учителите, наставниците, професорите, меѓутоа и администрацијата, како клучна алка за сервисирање на и функционирање на тој еден синџир. Резултатите на менаџерските тимови, бидејќи сега веќе функционираме во еден друг отворен свет, каде што улогите се променати, веќе она што порано значило директор или
функција во образовна институција, сега веќе тоа е проактивно и многу движечки и бара други начини на функционирање. И секако резултатите кои што ги даваат учениците. Фактите покажуваат дека нашиот образовен систем создал лица кои се професионалци во својата област на глобално ниво. Можеби е неопходно да се искористат како ресурс кој може да биде значаен во креирањето и применувањето на образовните реформи. Ако ево ве поттикнувам да направите едно истражување, ќе видите какви фасцинантни умови има од Македонија низ светот, и тоа не се само европски меѓу најдобрите научници, туку и на светско ниво. За жал, тие се малте непрепознаени кај нас. Ево, за ваша информација, има една таква иницијатива, по иницијатива на проректорката за наука, професорката Валентина Гечевска на Универзитетот Кирил и Методи, да се ангажираат повторно оние кои што си отишле од државата и нивниот потенцијал да се вмрежи со нашиот. Меѓутоа, тоа низ годините одело многу бавно. Дали имаме некој страф кон нови работи, кон промена, кон нарушување на оној комфорт кој што си го чуваме толку долго, а кој што веќе не дава резултати, тоа навистина е да се запрашаме и да се анализира. Меѓутоа, нивното искуство е многу драгоцено и се надевам дека во иднина што повеќе ќе бидат ангажирани како во реформа во образованието кај нас, меѓутоа и со нивните научни истражувања допринос. Само како подсетување, во 2007 година започна реформата за 9-годишно образование, според која училиштето стана задолжително за децата со наполнети 5 години и 8 месеци. Едновремено започна и проектот Компјутер за секое дете. 4 години подоцна, во 2011-тата, започна пилот проектот за екстерно тестирање, кој беше воведен набрзо потоа за основните и средните училишта. Во исто време започна и примената на реформата електронски дневник. Овие промени ги оптоварија наставниците со бројни административни обврски. Програмата Кембридж за прво до трето оделение започна да се применува во 2014-тата. Следната учебна година се применуваше и за ученици од 4 до 6 оделение, а во 2016-тата беа опфатени и учениците од 7 до 9 оделение. За оваа држава, за оваа влада, образованието не е приоритет. Тоа се гледа. Ако е нешто приоритет, знаете, ангажирате луѓе кои се разбираат во тоа, ангажирате ресурси, алармирате, како што се 2-3 сектора, например, денеска во државата, општеството, како што е енергетската ситуација, здравствената криза. Образованието воопшто не влезе како приоритет на владата, а тоа се гледа според алоцираните финансии, според кадровската политика, која воопшто не е за пофалба. ПИСА податоците покажуваат дека нашата земја заостанува зад земјите од ЕУ и ОЦД. Резултатите на децата од Македонија се пониски од регионалниот просек за читање и математика и повисоки за наука. Резултатите од 2018-тата покажуваат благ напредок, но уште е недоволен, затоа што сме во последните 10 од 77 испитани земји. Нашата држава оваа година 4ти пат учествува на меѓународното ПИСА тестирање, заедно со 85 земји од светот, а резултатите од ова истражување ќе бидат објавени во 2023-тата. Годинава во анализата учествуваме електронски со репрезентативен примерок од 7850 средношколци на возраст од 15 години од училиштата кои се избрани по случаен избор, а каде наставата се одвива на македонски и албански јазик. Според Европската комисија за образование, клучните компетенции кои треба да ги стекнат учениците представуваат пренослив, мултифункционален пакет на знаења, вештини и ставови неопходни за личен развој, инклузија и вработување, кои треба да се развија до крајот на задолжителното образование. Современиот образовен систем значи дека промените во способувањето на наставниците треба да ја следи афирмираната идеја за доживотно учење.
Она што денес го знаеме, утре веќе е застарено и мора постојано да се усовршуваме. Меѓутоа и нашата држава нема голем процент на високо образовани лица, дали поради неможност, недостапност на образованието предходно, меѓутоа тоа не треба да значи ограничување. Без разлика дали се работи за повозрастни лица, дури би рекла дури некој во пензија, зашто да не. Секогаш за подобар и поквалитетен живот мора да има континуирано образование и усовршување. И тоа мора да се свати како така, бидејќи ние имаме малце отпор кон одредени процеси, меѓу кои и ова, и сметаме дека до одредена возраст, дека тука тоа веќе поминало времето за учење и сега треба нешто друго, меѓутоа не. За сите треба да се образуваат без разлика на возраста. Трендовите, работните обврски, процесите, околностите во кои што ние твориме, од нас побаруваат да ние имаме еден процес на континуирано учење. И тоа е таа култура на континуирано учење. Од компетенциите на наставникот зависи и развојот на компетенциите на ученикот, како самопочит, отвореност на свеста, мотивација, почитување на разликите, честност, креативност, подготвеност за учество и соработка во групна работа, способност за одлучување, евалуација, рефлексија, толеранција, доживотно учење. Јас верувам дека голем дел од наставниците можат да работат поинаку или на начин на кој му е потребно во општеството. Но од друга страна зборуваме само за педагошки компетенции. Ние од наставниците или од оние што се во образовниот систем очекуваме многу повеќе, не само ние, во сите држави, во сите општества. Ние очекуваме овие луѓе, учители, наставници, професори, да ја предадат или да ја пренесат општествената матрица на вредности врз децата, за да имаме здраво општество, за да имаме здрави вредности. Знаете, и државата и наставниците исто се наоѓаат и живеат во оваа длабока општествена криза. Во една ваква криза ние премногу очекуваме од наставниците. Ако оваа криза не може да ја решат големи институции, луѓе што се во врвот на политиката, собранието, едно чудо институции што постојат, ако оваа криза е се подлабока, а веќе гледаме дека се чувствува кај народот дека не ни оди како што треба, ние не можеме од наставниците очекуваме тоа да го спроведат, не може да очекуваме да го поправат, но можеме да очекуваме со конкретни патокази, со конкретни насоки што треба да прават. Образовниот систем е доволно добро по постоечката состојба, но има многу простор и за работа понатака. Како што вие знаете дека после еден долг период, претходната учебна година, почна новата концепција, која нова концепција е поддржана од многу институции во однос на содржината на учебните програми, но истовремено во текот на реализација имаме и одредени забелешки од просветните работници, па и од јавноста за неколку предмети, но мислам дека конечно ќе очекуваме после одреден период да имаме нова концепција која ќе даде подобри резултати од тоа што е досега постигнато. Тоа се однесува на основното образование. Но во средното образование во овој период, овие 2 години, почнавме со промоција на средно-стручното образование, каде што имавме изворена соработка помеѓу Министерството, исто така Стопанската комора, исто така и локалните самоуправи, врз насока на тоа дека сите огласи за запишување на учениците во учебната 2022-2023 се подготвија заедно со овие 3 тела што ги образложи во Министерството, општините и Стопанската комора. Имат одредени показатели на тоа колку можеме да зборуваме за квалитетот на образовниот систем. Една од причините на новата реформа е заради тоа што немавме добри резултати во споредба со неколку европски земји, не кажувам во земјите од регионот,
со неколку европски земји во PISA тестирањето кое се реализира за одредени предмети, јазици, математика и така натака. Но нашата земја има најголем напредок во споредба со земјите од регионот во делот како имаме унапредувано во резултатите од 2015, 2018, но исто така и резултатите кои ги очекуваме во 2021 требаше да се реализира PISA тестирање, но заради COVID пандемијата не се реализираше. Се реализираше во периодот од 2022 и резултатите ги очекуваме 2023 година, па очекувам тој тренд на подобри резултати да продолжи. И во ова прашање може да направиме споредба дека плурализмот во образовните институции ќе треба да се зема од земјите каде што има плурализам на образовните институции, но се пример за подобри успеси. Зашто ако гледаме, знаете, законскиот основ кај нас и во средното образование имаат право на приватни институции, па имаме и во високото образование. Тоа што го кажа во почетокот на прашањето се однесува на тоа дека во одредени земји приватните институции се конкуренција за јавните институции. Што значи тоа? Дека се разликуваат со квалитетна настава, се разликуваат во квалитет на кадар, на простори, тие се борат со јавните установи, тие земји се пример за високото образование, кај што имаме така конкуренција, добра, здрава конкуренција помеѓу приватно високообразовните установи и секогаш во некои други европски земји е запишување на приватна висока установа е за подобар квалитет. Тука треба да се бориме да имаме во тој плурализам што повеќе квалитет, отколку квантитет. Компонентата на реформите, јас кога дојдов, вие знаете дека почнав во овој ресор од месец јануари, веќе беше период кога беа започнати реформи за прво и четврто одделение, за кои реформи јас требаше да донесувам одлука дали да продолжам со второ и пето одделение. Една од моите први погледи на ситуацијата беше да се продолжи само за тие кои што се запишуваат на прво одделение и таа реформа ќе се реализираше од период 6, 7, 8 години. Но според анализите заедно со Бирото за развој на образование и според експертите во што има изработено таа реформа и наставниот кадар кој беше вклучен во таа реформа, очекувавме што побрзо резултати да имаме кога ќе заврши целосно како концепција. И затоа и ова година таа реформа продолжува прво четврто, второ и пето одделение, значи другата година трето и шесто, тие кои се префрлува во новата концепција. Една од попозитивните работи е што имаат помалку предмети, имаат повеќе изборни предмети и тоа е една од причините заради тоа што ќе ги гледаме кои се предностите на учениците кои се вклучени во образовниот систем и за тоа дека е брза, јас очекувам и придобивките да се брзи од конкретната реформа. Развој на образовниот кадар ќе треба да се постигне со добрата волја од образовниот кадар. Од почетокот го имав таа прилика да сум во директна комуникација со СОНК, Синдикат на образование, наука и култура и освен условите, неколку пати го кажав дека вработените во основното и средното образование ќе имаат повисоки плати. Еден дел, еден елемент за мотивација на наставниот кадар. Доколку се работи за унапредување на компетенциите на наставниците за планирање, организирање и реализирање на наставата, согласно законот, Бирото за развој на образованието спроведе постапка за избор и акредитација на обуки на сите наставници. Беа понудени обуки од каталогот на акредитирани обуки на сите наставници и стручни соработници. Во тек е ажурирање на базата на податоците, каде што наставниците направија избор од тие понудените обуки и последниот месец планираме да почнуваме со реализација на тие обуки. Овие обуки се дел од законските обврски кои што наставниците во рок од 3 години мора да следат 60 часа, минимум 60 часа обуки и тие 40 часа понудени од страна на
Бирото за развој на образованието. На тој начин наставниците стекнуваат потребните компетенции, професионално се усовршуваат и постои можност за нивно кариерно унапредување од наставник советник и наставник ментор. Во нашиот образовен систем има три вида на евалуација, можеме да кажеме. Училиштата имаат самоевалуација, се прават на образовниот систем. Потоа имаме евалуација од страна на инспекторатот, Државниот просветен инспекторат, и евалуација од страна на Бирото за развој на образованието, тоест посетите на нашите советници. Со започнување на новата концепција, имплементација на новите наставни програми, изминатата учебна година советниците на Бирото за развој на образованието организираа стручни посети на 653 наставници, од кои изведуваат наставата во прво и четврто одделение во 174 основни училишта. Освен наставниците, советниците одржа средби со стручните активи, со стручните служби, со цел да им пружиме поддршка и помош за да се реализира наставната програма. Во време на брзи промени во сите сегменти во општеството, неопходни се промени во образованието. Секојдневно се менува потребата на новите кадри, звања, прилагодување на пазарот на трудот. Ние, како биро и како министерство, не можеме да очекуваме да поминуваат 10 години или повеќе за да воведеме реформи во образованието, за да имаме нови наставни програми, така да и како се потребни реформи во образованието, имајќи предвид сите збитнувања во 21 век и развојот на сите технологии во соседните и во европските земји, да кажеме. Уште од почетокот на педагогијата, една од основните теории е теоријата за триаголникот, тоест врската, соработката меѓу родител, наставник и ученик. Во нашите реформи, да речем, во новата концепција, е тоа предвидено како да се уште и да се прошири таа соработка и таа комуникација, тоест и со локалната самоуправа, со бизнис секторите и предприемништва и со невладин сектор дури, за да се постигнат добри комуникации во интерес на сите да биде тоа комуникацијата во позитивно мисла, за да имаме подобра комуникација и во проширок круг, не само наставник, родител и ученик. Во нашите наставни програми таа е составен дел речиси во секој предмет. Мора да ги научиме учениците за да ги селектираат информациите, да знаат да препознаваат лажни вести, да знаат што се факти, да можат да поврзуваат информациите и критичко да размислуваат. Имајќи предвид Бирото за развој на образованието, препознавајќи ја важноста на медиумската писменост, подпишавме меморандум за соработка на проектот на USAID заедно со МИМ и ИРЕКС, каде што деновиве заеднички реализираме обуки. Во целата држава околу 3000 наставници се обучуваат истовремено и за новите наставни програми за второ и пето одделение, но истовремено се обучуваат во делот на медиумската писменост, како да реализираат наставата, како да употребуваат методи, техники и така натаму. Само образованите луѓе се слободни, рекол Епиктет, а ние ќе го искористиме ова да го заокружиме денешново издание на Приказна. Довидување до следната Приказна.